Почитувани колеги пратеници, ќе видам сосем краток. Ова е дел од програмата, економската програма на СДСМ, изготвена од министерот за финансии вчера, што беше разрешен, и како поредот на нештата, како и сите данъчни реформи во оваа собрание, по скратена постапка е и повратокот на ДДВ. Добро е што во образложението на законот стои дека основната цел на овој предлог закон е сузбивање на данъчната евазија, инаку промовирајќи овој закон, владата и парламентарното мнозинство го потенцира враќањето на парите кај граѓаните. Значи, враќањето на парите на граѓаните е само тежок популизам, затоа што да се оствари повраток максимален од 28.800 денари, односно 7.200 денари по лице, имајќи во предвид дека во тоа не влегуваат сметките за комуналните услуги и дека добар дел од потрошувачката кошница на граѓаните чинат производите кои што се оптеретени со не со 18, него со 5% ДДВ, значи домаќинства со потрошувачка кошница од 3.500 евра месечно може да го достигнат максималниот износ од 28.800 денари. Кога сме кај даночната евазија? Даночната евазија значи избегнување на плаќање на данок. Според сите пресметки, данъчната евазија во Република Македонија чини 30% од бруто домашниот производ. Овој закон е обид за намалување на данъчната евазија само на финалната потрошувачка, иначе ДДВ-то како општ потрошувачки данок се плаќа во сите фази на процес на производство, трговијата и услугите. Значи, ова е само обид за сузбивање на еден дел од данъчната евазија. Прашањето е, преку оваа форма на праќање на сметките преку со смарт телефони на апликацијата на УЈП или преку физичко одење во шалтерите на управата за јавни приходи од страната на оние лице кои што не поседуваат смарт телефони и не може да ја користат на апликацијата на УЈП, комплетно го дефокусираме човечкиот потенцијал институционален и кадровски на управата за јавни приходи, на спроведување на оваа мерка, а го дефокусираме од сузбивањето, контролата или санкционирањето на сите други форми на даночна евазија. Јасно е дека овој закон вие ќе го донесете и оваа мерка ќе влезе во сила нели од 1 јули, меѓутоа онаа што стои во предлог законот дека вратените пари крај граѓаните ќе бидат надоместени со намалување на данъчната евазија, односно компензирање со повисока наплата на ДДВ, односно на готовинскиот промет. Дали, колеги пратеници, дали владата е спремна после извесен период за кој што верувам дека ќе се случи, дали сте спремни истиот да го повлечете, имајќи во предвид дека нема да ги даде очекуваните резултати, вратените пари нема да бидат компензирани со поголема наплата на ДДВ.